Мислам дека се работи за Штипскиот затвор, меѓутоа не сум во тоа сигурен. Ова е значи една ситуација која долго време не следи, значи да немаат ни основни можности да ги донесат обвинетите. Мислам дека тука ќе треба да се реагира, за да еве четврти пат се одлага ова, дури за 3 октомври. Луѓето вам ви е познато невини седат веќе 6 години во притвор, се уште овој предмет без епилог. Во жалбена постапка сме, значи пред Врховен суд, што значи дека се во притвор, се уште не се на издржување на казната и мислам дека ова ќе мора да се коригира во подитно во скоро време. Правдувањето досега беше дека нема соработка помеѓу специјалната јавна обвинителство и државната, така да го наречеме обвинителство, меѓутоа сега таа пречка остранета, знаеме дека се или разреши јавниот обвинител. Не гледам која е пречката што специјалната јавна обвинителство не го презема, бидејќи сметам дека има компетенции и тоа строго за да го преземе овој случај. Едино мислиме ние како одбрана дека само на тој начин може да дојдеме до вистината во овој предмет, кој очигледно е монтиран и тоа не е позната на сите. Особено што беше потенцирано од страна на застапникот на обвинението. Особено што беше потенцирано од страна на застапникот на обвинението, што прилично ретка појава, тој што гони самиот да бара одлагање на неопределено време, се со цел за правилно утврдување на фактичка состојба, односно за обезбедување на тие докази. А времето ќе покаже каков ќе биде епилогот од тоа барање. Дали имате сознание дека формално се обратило јавното обвинителство до СЈО за да ги побара овие материјали, бидејќи ја знаеме изјавата која што беше дадена пред судот, меѓутоа не знаеме како се развива? Значи ние како бранители не можеме тоа со сигурност да го тврдиме, не работиме таму, меѓутоа мора да и веруваме на застапничката на обвинението која што категорично тврдеше дека е тоа побарано. Така да ние го земаме тоа за утврдено дека е побарано.